Вечерта, кога Лазаров го прослави 5-годишниот јубилеј на Лазаров подкаст и приреди гивава и со подарување стан, автомобил, мотори и телефони, еден од најзначајните моменти беше кога Христијан Тасковски, познат како Таско, се појави како посебен гостин, другар и соработник. Пријателството на две платформи. Од негово гостување во подкастот на Лазаров, Таско неколку пати ја покажал својата искреност и доверба што има кон Стефан. Во една епизода Таско откри лична болка поврзана со семејните предизвици. Во тие тешки моменти поддршката на Лазаров како пријател и соработник значела многу. Како музичар, Таско ја долови својата промена и посветеност кон семејството и музиката. Во разговорот за Hype МК, тој изјави дека сака да биде пример за своите деца и дека откако стана татко започна да поминува повеќе време дома, далеку од блескавите ноќи, насочувајќи енергијата во нов животен стил. Оваа нова одговорност, заедно со отвореноста со која Таско зборува, го прават неговиот однос со Лазаров особено близок, заснован на доверба, емпатија и меѓусебна инспирација. На сцената на манифестацијата Лазаров го представи Таско како човек кој преку музика и животот најдобро го зликува она што Лазаров го негува – искреност, груба реалност и љубов. Таско имаше збор 2 за Лазаров. Со Лазаров се знам од предпочетокот на неговиот YouTube канал. Една работа која што Стефан го двои од сите останати е неговата амбиција. Секогаш гледа да отиде на следното ниво. Така беше и кога се запознавме. Во теретана мораше да крена килажа повеќе од мене, изјави Таско на сцената. Таско продолжува да гради своја музичка кариера со илјадници прегледи, нови песни и низа соработки низ регионов. Но неизменливо, неговото пријателство со Лазаров ќе остане едно од најзначајните. Партнерство базирано на доверба, честност и меѓусебна поддршка. Во атмосферата на Лазаров Awards не беше само прослава на подкаст и гивавеј, туку сценско осветлување на врски кои инспирираат, како онаа помеѓу Стефан и Таско. Христијан Тасковски Таско, музичар, татко и пријател, со зборови полни почит и поддршка, се докажа како неразделен дел од приказната на Лазаров. Љубовта, искреноста и искуството, што тие го делат, оставаат траен белег во македонската медиска и културна сцена. Здраво, Таско, како си вечерва, како си поминуваш, дали ги надмина очекувањата, твоите очекувања оваа манифестација и што очекуваш до крајот на вечерта? Добро вечер, мило ми е што сте тука на оваа манифестација за да ги испратите сите новости како еден естраден магазин кој што, да не речам за кратко време, добива многу и силно движење и популарност. И да, моментално сум малце изморен, да не кажам, поради тоа што не знам, така некако денеска времето променливо, облачно, сонце, дождо и се останато, меѓутоа сум многу среќен за Стефан и за неговата кариера, пат и оваа манифестација која што може да ја направи и мислам дека е повеќе од доволно што гледаме се тоа внатре. Од самите почетоци со Лазаров, меѓутоа имавте некоја пауза во дружењето и сега еве пак сте заедно. Дали од самиот почеток веруваше дека Лазаров ќе стигне сега каде што е тука? Јас да не верував немаше никогаш, мислам, сега малце може да звучи препотентно, но меѓутоа да не верував во него немаше да влезам во самиот старт помеѓу неговите први интервјуа, да го поддржам и да бидам еден од првите луѓе, да речам од естрадата кој ќе му го даде интервјуто. Така да јас сум еден од првите негови блиски луѓе и соработници кои што кога ме праша едноставно беше дали сакаш да ми бидеш гостин во мојот Карпул караоке момент на мојот канал, бев као да, нема проблем никаков и го направивме и од тука почна се. Мислам, ние имаме многу минато позади, се дружиме пријатно, меѓутоа да не верував немаше да почнам во самиот старт со него. А кој момент ти остави впечаток дека стварно ќе се движи неговата кариера во ваков правец? Дали имаше таков некој конкретен момент? Мислам дека кога сите го отпишаа после оној настан со Лата што беше, кога многу луѓе го отпишаа за тоа што реално според мене мислам дека не беше криво ситуацијата, едноставно беше прашање на искуство и во таа ситуација кога многу луѓе го отпишаа, ја застанав позади него, иако бевме во тој момент во некаква караница, ја застанав позади него и го поддржав затоа што сметав дека му се случува тешка неправда во тој момент. И кога видов дека тогаш не се откажи, дека продолжи како ништо не било, сватив дека тогаш човекот е одлучен дека ќе биде тоа што сака да биде. Во кој правец очекуваш или му посакуваш да му се движи кариерата од овој аспект? Сакам да му се движи во нагорна линија, па да стагнира во еден момент за да може да одмори, пошто ако продолжи со вакво темпо не му бегаат уште 2 години
срце овакво. Така да му сакам да му иде уште малце горе кариерата, па малце му стагнира, малце да одмори, да ужива во плодовите на неговата работа, па после секако нагоре, пошто нели она пулсот на апаратите ЕКГ како иде горе доле, тоа значи дека сме живи, но ако иде само во една линија, дали е нагорна или надолна е проблем, нели, или ако е рамна линија. Така да се е убаво се одека има подеми падови, така да тоа му го посакам. Што би кажал за него вон негово присуство? Јас секогаш сум стоел позади неговиот грб во негово присуство и никогаш не сум, и кога луѓето го напаѓале, јас сум, можеби сум бил воздржан, но никогаш не сум го нападнал во присуство на други луѓе, и мислам дека во негово присуство би му рекол само фурај, брат. Таско, ќе ни ја покажеш ли последната слика од галерија? Што имаш? Зашто не носите телефони? Не знам телефон со мене, да уживам во оваа манифестација. Кој е тој еден збор што ја опишува твојата кариера во моментов? Бродолом. Зошто? Па не знам, некако на многу полиња водам битки, нели, кој што може да приметат моите фанови на Инстаграм фанови. И тоа луѓето кои што ме следат на Инстаграм, дека водам битка, нели, со, да речам, со алкохол, ги оставив цигарите своевремено, не пушам цигари, тренирам цело време, константно пробувам да бидам подобра личност. На друга страна сум и родител, и татко, и кариера, така да Бродолом може да опише најубаво поради тоа што све се љулја, све се ниша, ама некако тука сум се уште пловам, така да, се движи, се љулја, Бродолом е, страшно е, ама движиме. Кој е најчудниот муавет што си го слушнал за тебе? Многу чудни муавети има, меѓутоа, не знам, да речам, што знам, дека сум бил препотентен и дека сум бил дигнат и дека не знам ти што и сум бил арогантен. Фала ти, Таско. Фала ви на вас.